Идиличниот амбиент и сенките на столетните дабови во манастирскиот бисер на Крива Паланка, Свети Јоаким Осоговски, се место каде што во летните денови творат и одморат уметници, архитекти и други мајстори. Меѓу нив едни од најдобре дојдените и највидни гости се копаничарите од Македонија и од соседството, како и талентирани млади ентузијасти кои што одлучиле да го купат занаетот од искусните мајстори. Традиционално овие уметници создаваат и уживаат во конаците на вековното Осоговско светилиште под капата на копаничарската колонија која е гордост и бренд на општина Крива Паланка. Во пресрет на 23-тиот собир одговорните луѓе на манифестацијата се пофалија дека со ова издание на колонијата ќе го чествуваат делото на еден од своите најславни предци кој творел пред 160 години, Петре Филипов Гарката. Истакнуваат од тие чест и задоволство што му се наследници, додека Македонија е привилегирана да биде татковината од каде потекнува и уметничка елита на чело со протомајсторот. Со надеж дека ќе ги осветлат врвните остварувања на Петре Филипов Гарката, 23 наследници кои го слават делото на овој гений од 13 до 21 јуни учествуваа на копаничарската колонија која што го носи името, а и се одржува во манастирот Свети Јоаким Осоговски. Традиционалната манифестација се одржува под капата на Сдруженијето на копаничарите на Македонија, кое што заедно со Министерството за култура, манастирот Свети Јоаким Осоговски и со општина Крива Паланка во нашиот град е домакин на собирот на љубителите на резбата. Тргнале од Свети Јован Бигорски, а по конфликтот преку Прилеп патот ги донел во пазувите на Осоговието. Настанот е и меѓународен со оглед на тоа дека заедно со домашните уметници доаѓаат и гости од страна, се пофали Злате Крстевски, првиот човек на Сдруженијето. Тука сме во Крива Паланка повеќе години, повеќе од 12 години некаде. Првата колонија почна во манастирот Бигорски. За време на 2001 на воените действија бевме принудени да се преселиме во некој друг манастир, отидовме во еден прилепски манастир Свети Ѓоргија. После тоа по покана на копаничарот Раде Костовски од Крива Паланка дојдовме тука и со дело добри на контактите ни кажа условите кои што ги имаме. Презадоволни бевме од сместувањето и од просторот кај што можеме да работиме и да создаваме дела. Од тогаш работиме непрекинато секоја година во овој манастир тука. Покрај тоа, од пред 2 години работиме и во едно село, значи уште 2 колонии, значи збирно колонии се направени 23, а 21 е во Бигорски и овде, значи оваа година. Оваа година се 23 автори од земјата, ги очекуваме двајцата од Србија, еден од Бугарија, значи ќе бидат 25 автори кои што ќе создадат повеќе дела затоа што доаѓаат некои со почнати дела кои што тука ги довршуваат или некои ги започнуваат па после во своите ателија ќе ги довршат. Ќе се изработат повеќе од 50 дела, истите ќе бидат изложени на Скопската изложба во секоја година во октомври месец, јубилејна во домот на армијата. Еден дел од тие дела се отстапуваат на Сдруженијето со кој што вршиме откуп на простор, галериски и слични некои потреби кои што ни се за Сдруженијето. Со нашите дела мораме, значи, она стокова размена која што порано постоеше, еве и денеска постои, на тој начин делуваме. Како и досега ја продолжувате традицијата, освен старите искусни прекалени мајстори, видовме тука и помлади луѓе, а видовме и дами. Да, секоја година во склоп на колонијата доаѓаат повозрастни и поискусни мајстори кои што ја пренесуваат традицијата, онаа што од нас ние пренесле по старите мајстори, ја пренесуваме ние повозрастите на другите помлади кои што стално се стремиме да ги имаме на оваа колонија. И за среќа на нештата оваа година во контакт со директорот на Средното уметничко училиште обезбедивме еден скулптор од Средното уметничко училиште од Скопје, кој што е тука, од Веле се момчето. Тој ќе се представи со своји дела како скулптор, а воедно ќе работи и резба на она традиционална која што ние ја негуваме Сдруженијето. И имаме 2 дами млади кои што се
по потекло од Крива Паланка, кои што беа лани во етно село за прв пат, значи втора колонија им е ова овдека. И мислам дека на нив исто така ќе им пренесеме дел од искуствата, од знаењата на постарите мајстори. Кажете ни дали ова е всушност сето што го имаме ние копаничари во Македонија, ова што се собира овде и што значи всушност оваа недела во текот на годината колонијата во Крива Паланка во манастир? Колонијата Крива Паланка значи собир на сите заинтересирани копаничари од Македонија, љубителите на копаничарството. Тука се луѓето од Македонската православна црква, тука се луѓето од уметноста, од културата. Градоначалникот стално доаѓа од Крива Паланка, доаѓаат други градоначалници кои што не посетуваат од други градови, па после не канат во нивните места. Тука се исто така луѓето од Министерство за култура кои што не спонзорираат. Ова колонија е под нивна контрола и надлежност, финансиски и секако. Така да ова колонија е фактички вистинското дружење, вистинското пренесување едни на други искуства, за да создадеме уметнички дела кои што ќе бидат подобри и подобри. Секоја година делата се поквалитетни и мислам ние како македонска традиција веќе преминуваме во една македонска нација со копаничарски дух и тоа веќе препознатлив во светски рамки. Споменавте во неврзан разговор дека нашите соседи, околните земји се уште немаат нивни здруженија, а еве преку контактите кои што го стварувате овде, се обидувате да ги на некој начин охрабрите да го сторат тоа чисто поради надпреварот национален меѓу културите. Да, точно тоа. Ние сакаме да имаме со кого да се надпреваруваме. Ние внатре самите во републиката сме затворени, односно сме изолирани ако нашите соседи не го работат тоа. Не радува фактот дека оваа година е формирано Здружение на копаничари на Република Србија, така да во контакт со нив слушнавме дека претседателот ќе дојде и ќе не посети на оваа колонија. Воедно нивни представници редовно доаѓаат наназад неколку години. Од Бугарија исто така нивни представници доаѓаат неколку години, ама тие немаат здружение и немаме со кого да контактираме за да можеме да воспоставиме контакт. Еднаш воспоставивме контакт со нивната асоциација на ликовни уметници. Не беа гости тука, ама тие не се луѓе од доменот на резбата во дрво. Тие се луѓе кои што работат во една друга насока, работат современа уметност во дрво, која што не третираме како резба. Со јужниот сосед грците исто така бараме резбари да дојдат, не ни дошле до сега. Од Албанија во Корча имавме изложба, еден од помладите нивни луѓе од музејот во Корча се покаже интерес дека ќе дојде, го немаме и него. Ние правиме напори да се заедно да се собереме, се видиме, а воедно и да размениме мислења, искуства и ние кај нив и тие кај нас. Да се осврнеме на традицијата на ова уметност во нашата Македонија. Творештвото на македонските копаничари, нивното настојување, традиционалната уметничка обработка на дрво да добие нова функција во современиот живот, овозможи повржување на традицијата и непрекинат континуитет во развојот на македонската резба. Континуитетот може да се следи од 13 до 19 век, кога резбата го доживува својот процут, па до денес, кога се повеќе е во подем со појавата на Здруженијето на копаничари на Македонија. Резбата како алтернативна декоративна техника, заменувајќи ја камената пластика, постепено влегува во храмовите. Освојувањето на Македонија од страна на турците османли предизвикува длабоки општествени промени. Во тешките услови на робство, кога Македонија е под постојан политички, економски и културен притисок, уметноста се петрифицира во една рустифицирана форма на византиската уметност. Со текот на времето и постепеното прифаќање на ориенталните и западните влијанија, ќе се создаде нов квалитет, кој ќе се изрази во специфичниот стил на македонската резба. Од 15 до 18 век се градат мали храмови, без куполи и надворешна декорација, а целото уметничко внимание се насочува кон внатрешноста на храмот.
Големиот број зачувани резби од овој период укажува на постоењето на значајната уметничка активност во Централна Македонија, каде што во текот на 15-тиот и 16-тиот век делува така наречената Прилепско-слепченска резбарска школа. Незината карактеристика е плиткиот релјеф и раскошниот орнамент со преплет сличен на оној од средновековните ракописи. Покрај геометриски и флорални стилизирани мотиви се јавуваат и зооморфни мотиви со реални и фантастични животи и секако специфика профани мотиви од фолклорен карактер. Во раниот среден век, под силно влијание на византиската уметност, резбата се развива паралелно со декоративната камена пластика. Орнаментиката, комбинација од геометриски, зооморфни и вегетабилни елементи, е аналогна со орнаментиката од византиските мермерни релефи од 12-тиот до 14-тиот век. Уште од 16-тиот век, балканското подрачје е под силно влијание на експанзивната итало-критска уметност, во која се веќе инкорпорирани елементи од ренесансната, а подоцна во текот на 17-тиот и 18-тиот век и на барокната уметност. Атос Светагора, каде работи Светогорската школа со своите многубројни мајстори и резбарски работилници, од 17-тиот век станува најзначаен уметнички центар во Македонија. Во ова време таму се јавуваат првите иконостаси од развиен тип. Од 18-тиот век иконостасите речиси целосно се покриени со резба. Тие стануваат најмонументалниот и најдекоративниот дел од храмот. Во Македонија се прифаќа барокниот стил на Атос и техниката на гипсирање, позлатување и боење на резбите. Од почетокот на 19-тиот век, под влијание на изменетите општествени односи, започнува изградбата на голем број монументални храмови. Градежната дејност ја следи живописот и иконописот, а резбата го доживувала својот полн развиток. Мијачките мајстори од Мала и Долна река, во Дебарскиот крај учејќи го резбарството кај мајсторите резбари од работилниците на Атос, го прифаќаат нивниот барокен стил. Внесувајќи во концепцијата нови фолклорни содржини, ја создаваат мијачко-дебарската школа. Мијачките тајфи, како оние на филиповци од село Гари, Фарчковски, Гиновски и Мадаровски од Галичник, Зогравски, Рензовски од село Тресонче, Филиповски и Мирчевски од село Осо и многу други, работејќи по целиот Балкански полуостров, изработуваат врвни уметнички дела. Во нивното творештво иконостасот зазема доминантно место. Работејќи ги иконостасите во длабок релјеф и ажурна резба, како оние во Лесновскиот манастир 1814 година, Свети Спас во Скопје 1825 година и Бигорскиот манастир 1838 година, ќе издигнат традиционалната декоративна вештина на ниво на уметност. Ослободувајќи го дрвото од позлатата и бојата, до полн израз ќе ги доведат можностите на материјалот. Тие ќе го почувствуваат пулсот на животот кој бие во дрвото. Во нивните раце тоа повторно ќе разлисте и ќе процути. Следејќи го со одлетото ритамот на природата, ќе откријат хармонијата на небесните сфери и ќе ја пренесат во сложените композиции и орнаментот. Во колективната визија на небесното царство, проектирана на иконостасот, крај ангелите и светителите ќе се појават и обичните луѓе. Драматизмот на представата и незината фолклорна димензија стануваат препознатлив белег на нивното севкупно творештво. Кон крајот на 19-тиот век опаѓа продукцијата и квалитетот на резбата. Меѓутоа, традицијата на мијачкото резбарство се пренесува во 20-тиот век и опстојува до денес. Од почетокот на 20-тиот век континуитетот го одржуваат малкумина резбари. Со формирањето на Сдруженијето на копаничари на Македонија во 1993 година, а посебно овие години, се чувствува подемот на членството на Сдруженијето на копаничари на Македонија и зголемување на бројот на изработените дела. Значи, резултатите од дејноста на Сдруженијето се на повидок. Многу членови, многу дела, изложби, колонии, семинари, списанија и слично се често на сцената на културното поле на оваа древна македонска уметност. Инспирирани од неисцрпното и неизмерливо богатство на познатите македонски резбарски школи, какви што се Прилепско-слепченска, посебно Мијачко-дебарската резбарска школа и современото Охридско училиште, а мотивирани да се продолжи вековитоста на велелепната македонска резбарска традиција, група млади, амбициозни и талентирани резбари на чело со дипломираниот инженер Злате Крстевски, кој беше спиритус мовенс на оваа иницијатива, помогнат од резбарскиот мајстор Никола Прчков, во 1993 година формира Сдружение на копаничарите на Македонија. Тоа беше историски значаен настан и крупен пионерски чекор за зачувување, но и на тамошен развој и проширување на резбарската традиција и на другите простори на Македонија, а особено за создавање и просперитет на битолскиот резбарски центар, кој дојде во вистинско време и на вистинско место и чии творечки плодови и вредности допрва следат. Асоциацијата ја формирале 12 копаничари. Друштвото денес доживува вистински процес. Околу 200 члена организирано ја негуваат и развиваат копаничарската дејност. Одговорните порачаа дека јубилеот и творештвото на Петре Филипов ќе послужат како одличен мотив за поврзување на минатото, сегашноста и на иднината на македонската копаничарска уметност, затоа што делата и оние кои во нив уживаат се едногласни од Македонија е дом на истакнати уметници, кои ни своите творби даваат одлична можност за идните генерации.
Токму протомајсторот кој што го чествуваат со врвните дела во локалната и глобалната, националната и универзалната символика, дал одличен придонес кон зачувување на сопствениот културен идентитет, како и кон развојот на македонската традиционална уметност. Сакам да напомнам дека оваа година е 160 години од смртта на Петре Филиповски Гарката, на гениалниот мајстор на резбата, на корифејот на македонската резба, на македонската уметност, со која што Македонија се прославува и се слуша за неа во светот дека сме ние врвна нација во копаничарството. Доказот е многу едноставен. Кога ќе дојдат гости, првин ги носиме во Свети Спас, во Скопје или во Свети Јован Бигорски. Тоа се двете галерии најпосетени од нашите, да речам, гости кои што ни доаѓаат, високи гости кај нашите министри и нашите представници на државата, врвот на државата, а додека кај ликовните јас сум и ги ценам нашите колеги кои што работат на платно и така натака, ама пред се ги носат во овие резбарски, да речам, центри каде што оставиле нашиве предци Петре Филиповски Гарката, кој што е заборавен, на жалост, од другите институции. Че оваа година славиме 160 години од неговата смрт и ние како копаничари тоа ќе го направиме со оваа колонија, со изложби во Скопје, во Крушево ќе направиме изложба и работилница, во Крушево ќе се поклониме на гробот каде што тој почива, каде што пред 160 години ги оставил неговите посмртни останки и неговата керка единица и протомајсторот Станишев заедно заминуваат за Бугарија. Значи останува тој тука како еден наш споменик на културата и мислам треба да му дадеме почит. Во последните 2 децении на 20 век резбарската уметност доживува нова ренесанса и подем. И тоа речиси на просторот на целата Македонија. Се чини дека оваа земја е природно предестинирана и благословена да ја одгледува, шири и развива резбарската уметност. И во ерата на невиден раст и усовршување на автоматизацијата и софистицирани техники и апарати со зачудувачки и неизмерливи можности за производство и замена на човечкиот ум и труд, не се смалува интересот за резбарството, иако тоа исклучиво се работи рачно. Напротив, се чини дека тој број во последно време се повеќе се зголемува, особено кај младите образувани, интелигентни и квалификувани личности со мощни различни занимања и професионална ориентација. Новата генерација резбарски мајстори ненаметливо, но бележито го свртува вниманието на своето уметничко творештво. Нивната творечка имагинативност со своите емотивни димензии и креативна енергија чинат хармоничен мозаик со нивната уметничка и творечка дарба, естетска доблест, мечта и мудрост кои се опредметуваат во оние чудесно убави резбарски дела со кои се испишува автобиографијата на авторите, на нивните души и времето во кое тие настанале. Црпејќи ги знаењата и искуствата на старите резбарски мајстори, младите резбари самостојно или во групи, професионално или во своето слободно време, речиси секојдневно го режат, обликуваат и облагородуваат дрвото, оживувајќи ги фантастично замислените композиции, мотиви, шари и орнаменти од флорални и зооморфни елементи, човечки фигури и бројни сцени од религиозниот и секојдневниот живот. Во еден вековен творечки континуитет, творештвото на новите резбарски мајстори во себе ги интегрира сите вредности и карактеристики на оваа народна уметност, која продолжува и натаму да се развива и надоградува со нови и автентични творечки содржини и изрази. Затоа резбарското творештво, изникнато на овие македонски простори, предодредени од природата и творечкиот дух на македонскиот човек да бидат незгаслив, неуништив и траен центар на македонското резбарство, не може да се затре и исчезне. Горди на виртуозот од Гари, уживајќи во преубавата атмосфера и во амбиентот на манастирот и на планините, со резбарите се дружевме во текот на колонијата. Поразговаравме како со дел од поискусните, така и со младите ентузијасти, а сите заедно се попалија со впечатоците од собирот, искуствата до сега и надежите за следните изданија. Творат претежно на ореово и на крушево дрво, користејќи ги техниките и искуствата како и мајсториите од Прилепско-Слепчанската и школите од Дебар и Охрид, со мотиви од македонската флора и фауна, религијата и од традициите на Македонија. Разбирливо ќе тргнеме од еден од најискусните, Димче Бунтевски, кој освен секретар на Сдруженијето со колегата Боби Попев е одговорен на колонијата. Ова е нашата 23-та поред копаничарска колонија. Овде во овој прекрасен манастирски комплекс ние доаѓаме веднаш после конфликтот, значи од 2002 година, значи 13 години со ред, и сме многу задоволни како од амбиентот тука,
така и од гостопримството и од условите за работа. Мислам дека и понатамо ќе доаѓаме тука, ќе држаме колонии додека можеме. Банџарството па и ваквите уметности всушност се самотничка работа. Би рекол, ако не се работи во некоја компанија, сепак друштво, како што се работело во минатото, што значи ова за мајсторите, што значи ова за вас една недела во текот на годината, е меѓутоа што представува? Видете, поинаку тоа звучи кога се работи некое капитално дело заеднички, тоа се работи тајфа, тогаш се работат повеќе копаничари заедно, некојаш и доста поголем број. Во случајов нашите овие колонии се фактички летни школи за копаничарство. Затоа што во нашиот школски систем се уште копаничарството не е внесено како предмет, како предмет на изучување и на практицирање, така да копаничарските кадри, нели, млади копаничарски кадри, нема начин да се создадат, да се едуцираат преку школскиот систем. И тоа ние го правиме тука. Значи, помлади и понеискусни копаничари учат од постарите, поискусни копаничари. Ние секогаш овде имаме неколку постари искусни мајстори и ете помлади, нели, копаничари кои учат од нив на оној традиционален начин, нели, пренесување од еден на друг, нели, со директен контакт, односно на иста маса, двајца, па се учи веднаш потек по потек, нели, сите тие вештини во копаничарството. Има ли интерес, има ли потенцијал? Па видете, нашето здружение е основно од 1993 година. До сега, како членови на здружението, и сегашни и досега што били така, тоа минуваат бројка од 200 копаничари од цела Македонија. Тој број флуктуира. Некои се откажуваат, некои нови доаѓаат и така натаму, или некои постари. Меѓутоа, сето дејствување на здружение во наше, кај нас се базира пред се на еден ентузијазам, затоа што кај нас во здружението нема ни еден вработен, ние немаме наши простории, работиме волонтерски, значи јас како организатор, друг, трет, мислам сите што сме тука во здружението. И мислам дека интересот би требало да биде поголем, поготово меѓу помладите. Меѓутоа за тоа треба повеќе да вложи државата во копаничарството. Затоа што е тоа традиционална наша уметност, по тоа сме препознатливи на Балканот и во светот. Наши резби има по цел свет, секаде препознатлива е и ми се чини најквалитетна на овие простори. Како и за сите убави квалитетни нешта, човековото око е себично и се обидува да ги присвои. Македонците се истакнале со дела за уживање на сите сетила, на кои што балканските соседи им се љубоморни. Како и секоја квалитетна работа или некој бренд или нешто слично, веднаш ќе се најде некој да го присвојува, тоа е да го кажува, ете, тоа е наше и така натаму. Во толку повеќе што на Балканот на мало место се многу држави и народи спреплетени, така да некогаш и не се знае што е чие. А меѓутоа што се однесува за копаничарството, што се вика, пред фактите и боговите молчат. Во сите соседни до нас држави, значи во Србија, во Бугарија, во Грција, односно Беломорска Македонија, во Албанија, Црна Гора, па и Босна, има резби изработени од наши мајстори. Посебно во она златно доба на копаничарството крај на 18 и почеток на 19 век. Меѓутоа, многу малку, скоро и да нема на нашите простори во Македонија резби така по-монументални копаничарски творби изработени од некој од соседните држави. Самото тоа кажува каде бил центарот на квалитетното копаничарство и на каде се ширел. И зошто се ширел? Се ширел затоа што имал квалитет, нели? Па се
сите ги барале, нели, дојдете вамо да ни направите, онамо секаде околу нас. А се ширел од кај нас, затоа што, нели, од кај сонцето зраците, одат лево и десно, нели. Тоа е факт. Тоа е факт и, како што реков, тоа е наша традиционална уметност. На овие простори ние имаме артефакти, дека, мислам, остатоци, најдени фрагменти од копаничарски дела од 4 век. Исто така имаме од 8 век остатоци, и тоа многу слични на денешниве, поготово на оние од Пилепско-Слепчанска копаничарска школа. Имаме од 14 век сочувани дела и понавака, нели, во поново време многу монументални копаничарски дела, како што се иконостасите, нели, во Свети Спас, во Скопје, па во Лесново, во Бигорски. Па еве сега имате и вие од пред 2 години еден убав иконостас тука изработен од нашиве резбари тука што доаѓаат. Да ете остани трага на овие наши колонии тука и после нас. Бунтески нагласуваат и заедно со генерациите македонски резбари се горди на тоа што можат да се пофалат од се поколенија на Петре Филипов. Презадоволни се што македонската резба е посветена на традиционалните мотиви и денешните мајстори се обидуваат да го достигнат квалитетот на своите предци. Гарката е роден во Гари, дебарско село од кое што уште пред да стане полнолетен тргнал кон Солун. Таму го печел занаетот, а потоа и творел. Од тука тргнува творечката Одисеја низ Балканот, преку Серес и Светагора од Мелник кон Лесново, Скопје и преку градот Призрен до Свети Јован Бигорски, Свети Спас и Рилскиот манастир. Од Прилеп и Битола се преселил во Крушево, каде што работел до длабока старост. Сите овие места ги облагородил со бесцените иконостаси, певници, тронови и други резби, за кои треба убедување оти ги изработил човек, со творештвото и придонесот за Македонија заслужил да го честуваме. Ние така одлучивме да ова година фактички сите наши манифестации ги посветиме на најголемиот мајстор, нели, копаничар Петре Филиповски Гарката. И сега ние можеме да кажеме дека ете, можеби некои дела се велиме недостижни. Не се недостижни, ние обично викаме се може да се направи ако има кој да го тоа плати. Така да и денес имаме ние изврсни мајстори, имаме навистина многу солидни мајстори копаничари што јас често пати викам ако сака некој куќа во резба ќе му направиме, ако има да ја плати. Така да тоа. Прашањето кое што се обидував да го избегнам, меѓутоа очигледно ќе мора да ве прашам, се живееле од ова, имали веројатно око за убаво, секогаш има, меѓутоа има ли кој тоа да го плати, дали можете да работите, да функционирате во денешните услови на криза, ете и вие? Видете, јас за тоа би ве упатил на моите колеги копаничари, меѓутоа генерално факт е дека куповната моќ на луѓето кај нас денеска не се баш толку сјајни, да речеме, а резбата сама по себе е скапа. Така да, еве, сепак нека кажат колегите, за тоа нека ви одговорат. Откако помуабетивме со одговорниот тим, отстапивме простори на учесниците на 23-тото издание на колонијата. Секој со своји мотиви за и впечатоци од собирот, а сите воедно се согласни. Светилиштето во Соловието и ова дружење им дава инспирација и енергија да творат упорно. Јас сум Веселин Поповски, од Битола сум и во ова работа работам околу 15 години. Сте биле на колку досега учесник кај нас колонија? Ова ми е 4-та колонија во Свети Јоаким Осоговски и една од, како да кажем, една од поубавите ова година. Можда времето малци не беше наклонето, инаку другите работи се во склоп по програмата и се одвиваат непречено. Вие дојдовте со дела во подготовка или од тука почнавте од нула? Ова е со мала подготовка ова дело што го работам и е, да речем, на средина од работата. Изборувам со сите други за по некој сегмент, еве вие да ни кажете колку е потребно од
од почнувањето, од идејата, па до финалната реализација, до кога може да се пофалите за делото, колку време ви е потребно? Зависно од тоа што е и големината и мотивот. Имаме кога се работи повеќе месеци, може да се рече и недели, а ова работа е околу една недела работа со негде 7-8 часа дневна работа. Речеме за ова дело. Дали само ова го работите во животот или имате и други? Не, ова ми е хоби. Јас сум инаку машински инженер, ова ми е од хоби и секогаш слободното време го пополнувам баш со ова, дури и повеќе од што треба може. А од каде учевте, од каде тргна? Што знам, јас сум само УК член сум на Сдруженијето 2000 година и во склоп на Сдруженијето учесник сум на повеќе изложби. Се надевам сега и на самостална во Битола ова лето, а инаку во Скопје скоро секоја година, 10 и повеќе години сум редовен учесник. Има овде што да се научи, иако сте искусни? Секако, искуството никогаш не е доволно, секогаш има што да се научи и да пренесиш, ама и да научиш од колегите. Јас сум Блаже Анакиевски од Блатец. Колку време сте вие во копаничарството? Се занимавате? Јас веќе 13 години. Како почнавте, од каде се запознавте со ова всушност? Па, многу пати сум кажувал сосема случајно. Тоа гледав на телевизија. Една емисија беше за Јоаким Осоговски и ме заинтересира. Почнав да размислувам дали би можел нешто да почнам во дрво и така, постепено анализирајќи ја резбата, дојдов сам до идеја како треба да изгледа еден почеток. Значи, подготовка на дрво, нанесување на цртеж и до крај резултат. Имаше ли од кого да се научи, уште тогаш од каде тргнавте, дали вака по колонии одевте или со некој мајстор стапите во контакт? Па кај мене, за жал, у мојот крај таму, од Блатец и околината, немав некој постар копаничар од кој може да учам, така што првите 3 години сам ги откриев тајните на копаничарството, се до 2004 година, кога случајно пак преку познаници дојдов до сознание дека во Битола постои Сдружение на копаничари. Најдов контакт со нив, се зачленив, тие ми излегува во пресрет. И така, бев поканет на изложба, првата изложба ми беше во Велес. И тоа беше така едно предворје, да речем, на влезот во малку по-професионалните води на копаничарството. Овде пријатно ли е, колку години доаѓате поред? Па јас сум уште од почетокот на моето зачинување или 2003 мислам дека прв пат и мислам дека само еднаш сум отсуствувал од колонијава. Супер, значи ако започна прво од самата дружењето со колегите околу работата, прекрасно, сите се пријатни, сите излегуваат во пресрет, посебно постарите мајстори, со нив добро контактираме и голем дел за овие 10 години колку што одам на колонија научив од нив. А морам да ги пофалам и домакините, тоест вие тука во Крива Паланка, домакините на манастирот, се неверојатно гостопримливи, затоа и ние се навраќаме толку години овде. Така што едноставно уживаме во амбиентот и во работата. Задоволни ли сте од оваа година што го гледате, како од вашиот труд, така и на колегите, ке имали се што да се пофалите оваа година на изложба? Да, и оваа година, како и повеќето години, работиме мотиви кои што се направени од постарите колеги копаничари и сите имаме добиено по едно парче кое што го подготвуваме овде на колонијата. Доколку не успееме да го довршиме, ќе го довршиме дома и одиме на изложба. Изложбата е секоја година во крајот на септември, почеток на октомври. Таа е матична изложба, да кажам, во домот на Арама во Скопје, каде што ќе ги презентираме сите овие наши трудови. Така пошироката публика од Македонија може да се запознае со нашиот труд. Јас сум Веле Крстевски од Кичево. Кажете ни прво за искуството, колку години сте копаничар, колку години сте дел од нашата колонија?
почнав негде 84 година со плитка резба, едноставно работев некои фрагменти, почнав со кундак, едноставно за ловна пушка, па понатака му ставив некоја резба плитка и со тек на време желбата ми испадна да навлезам и во копаничарството. Учевте од некого или само? Лично прво почнам по моја визија, по она што гледам, например, видов некоја фотографија и од таа фотографија почнам да резбам во дрвото. Со тек на време достигнав до некој ниво на резбата, меѓутоа стапив во контакт со председателството на копирничарите во Битола, Јане Крстевски, стапив во контакт со него и првично човекот ми помогна, ме насочи да дојдам на копирничарска колонија, од каде што можев да видам и некои други дела, како се работи било каков фрагмент, дали е флора, дали е фауна, дали е лико, во секој случај добив една голема инспирација, добив една визуелна работа што понатака можев да ја представам во самата резба. Сакав да избегнувам темата, меѓутоа сама се наметнува. Да. Ова дали не верувам дека нема за работка, има, меѓутоа дали повеќе го работите од мерак ваш, затоа што денеска знаеме какви се времињата, дали само од ова може да се живее или го работите како хобби? Вака, имат колеги што едноставно им е занимање резбата, меѓутоа јас имав работа, полицаец бев. Сега моментално сум во пензија. Имат колеги што преживуваат тута работа, мислам едноставно работата им е резбарството, а јас го работам како хоби, како чисто задоволство и сите мои дела што се направени се на закачени, тие ми чинат посебно задоволство, посебна чест, посебно уживање кога ќе ги гледам, тие се едноставно за мене, со сакал на нешто да оставам некој дел од мојот живот што ќе се презентирати во наредните генерации. Успевате ли да заинтересирате некој од помладите, лично вас, например, кај вашите деца, дали има интерес или некој близок ваш, да го испровоцирате со ова да почне да се занимават, или тешко во денешните модерни времења? Вака, тоа е специфично прашање. Ретко се наоѓаат од младиот свет што ќе да сака да го работи тоа. Има желба едноставно да пробуваат и го става. Разбираш, останатото зависи од секој индивидуа на човекот. Тоа е случај, редок случај за да се најде, секој како персона, да уживат во што го работи. Не знам дали ме освен, волјата и талентот ќе треба да се има и истреност за да се дојде до резултат. Една основа е тука, за да бидеш копаничар треба да имаш едноставно што викат обичниот народ, да имаш живци. Тие живци трпени, тоа зависи од човекот. А дали можеби ова, како што кажав и претходно, е и повеќе самотничка работа, дали можеби ова делува токму како такво нешто за вас, за тие луѓе кои што се навлезени во тајните, како смирување настрана од сето лудило настрана? Јас би им препорачал на сите млади, на младината. Има некои работи сега во денешниот, ако направиме една глобала, има некои работи што повеќе ги занимават, ги интересират технологијата, што е напред, излезена се како компјутери, како во тој смисол, технологија. Меѓутоа, за ова работа се губи доста време, доста трпение. Ако немате едноставно желба да излезе нешто како од едно дрво, да речеме, да излезе лик, да излезе флора, фауна, сепак треба доста време, се губи доста време. А на младите времето им е на некој начин скратено, барат друга занимација и така натака. Само би ме прашал уште на крајот, дали добро си поминувате овде, дали би доаѓале и во иднина? Јас би доаѓал во секој момент и ова колонија сакам да трае што подолго, меѓутоа
состојбата е таква. Значи, сепак одбележено е, мене чеф ми е на колонијата, покрај копаничарството разменуваме и други мислења, секој има свое по нешто да каже, значи во секој случај е тоа доста интересно, доста занимливо и дружењето е пред се, а доста и научуваме и од други работи што не се во склоп на копаничарството. Секој си има своje некои тајни, овде нема скривање, секој сака, ми се чини дека све презентираат онака како што е. Целта на колонијата, меѓу другото, е да се пренесат искуствата и вештините од старите мајстори на младите копаничари за да се продолжи традицијата. Овие колонии се всушност меѓу ретките начини да се едуцираат младите копаничари, бидејќи во образовниот систем во Македонија дури сега трга ваква уметничка насока. Јас сум Тоше Пешовски, 17 години имам, учам у средно уметничко втора година. Од Велес. Како дојде на почетокот да те прашаме во контакт со луѓе од колонијата, прв пат те рече дека учествуваш на вакво нешто каде што можеш да научиш од поискусните? Па стави во контакт, имаше некои барања во школата кај нас, пошто у Македонија нема друго средно училиште за такво стручно училиште за уметност. Имаше барање дека им требаат млади деца што работат со резба. И пошто само јас работев, и ме бара професорите ми кажа за дека бараат млади деца. Стапив во контакт, ми дадоа телефонски број и стапив во контакт со Боби првен. И како е овде да ни кажеш, ти си тука од почетокот, како си поминуваш оваа недела? Па одлично. Одлично се дружим со луѓе што сакам да се дружим. Што имаат исто мислење како мене. Има ли што да се научи? Па има доста. Има. И колку време си во оваа приказна, од кога почна да се занимаваш со вакво нешто, што те натера прв? Почнав се занимавам од трето одделение, од 9 години. Ме интересира секогаш сум правил некои фигурки со ножеви, сум си делкал обично како деца мечеви, некои ножеви, некои такви работи од дрво. И ми кажа родителите дека има некој занет што нели се вика копаничарство и дека таму се заработуваат такви некои релјефи украсни што ги има по црквите. Отидов во една црква, Свети Спас има кај нас една црква. И Свети Пантали, таму има нешто резбано, нешто не е се урезба. И видов, ми се свигаше и почнав да работам. Баш тоа што се отвори у школата нешто како курс по копаничарство, но тоа требаше да трае 1 година. Ама се продолжи курсот, имаше повеќе заинтересирани деца и се продолжи курсот и обично ги земаат таму од 7 одделение. Ја бев исклучок, не сака отпрем да ме примат, дека бев малечок трето одделение. Тоа... Ти си млад човек, да ни кажеш, ова тешко ли ти е, дали ова ти е задоволство, колку време ти е потребно, еве, дали се смируваш на тој начин, живееш ли исто како и преостанатите други млади во преостанатото дел од времето што имаш? Занаетот е тежок, али ја го сакам занаетот и затоа не ми представува некоја тежина, баш ми исполнува дека работа. Иначе животот си е на младите. Имам време и за да испаднам, да се прошетам, се за тоа. Имаш другари, веројатно, дали се чувствуваш отфрлено можеби некој пат, затоа што ова е нешто многу традиционално, или пак го прифаќаат напротив и ти честитаат какви се нивните впечатоци од она што го правиш? Не, баш сум прифатен од страна на другарите и пријателите тие што не го работат тоа, што не знаат да работат, Баш сум прифатен од нивна страна, али Коите дела каде се наоѓаат, дали само кај тебе дома или подаруваш на блиски, на пријатели? Па имам нешто продадено, нешто подарено, нешто дома ми останало. Не може се да се продаде. Значи тогаш има и квалитет, какви се нивните впечатоци, дали си добар, има ли можност за напредок? Има, секој труд има можност за напредок. Еве за оваа година да ни кажеш на што конкретно работеше, што научи, како ја гледаш ти твојата иднина во ова, дали би сакал да се занимаваш, има ли иднина во ова?
Од твој занет има и не можеш да се збогатиш, али можеш да живееш солидно. Ме оваа година немав многу работа, имав повеќе обврски околу школата и ете, тоа парче сум го сработил и уште 2-3. Уште 3 парчиња од прилика таа големина, нешто други резби, ама обично работам флора и фауна. И кажа дека не е нешто со кое што не може да се справи млад човек, би требало да има повеќе веројатно како тебе. Па ја мислам дека поубаво би се справил млад човек него ли постар. Добро, еве имам уште помлад до тебе, само ќе ни се представиш, ти си? Ана Стилковска. А ти си Ана, баш од Крива Паланка, само ќе ни кажеш како дојде во контакт ти да бидеш да учествуваш на оваа колонија, кога прв пат си западна со копаничарство? На изложбата која што беше лани во Крива Паланка. На изложбата се запозна, веројатно стапи во контакт со некој од луѓето. И кажи ми, тешко ли е ова? Ти не само што си млада, ти си девојче, па посебно, тешко ли е ова да се работи или ти е интересно? Интересно е. Како за прв пат не е многу тешко, ама треба многу работа. Имаш сработено веќе, реализирано некој дел? И што ти велат блиските, што ти велат тебе и мајсторите? Па... Те фала? Значи сигурно има талент. Кажи ми, ти до толку те интересира за да продолжиш, за да останеш во ова? Ќе продолжиш идните години и натаму? Овие млади луѓе и другите заинтересирани работат под будно око на искусните мајстори, а еден од нив е и одговорниот на колонијата Боби Попев. Тој ги пофали младите за трудот, залагањата и талентот. Новата генерација македонски резбари, која се повеќе се шири низ Македонија, покажува доблесно ниво творечка амбиција, висок степен креативна енергија, респективна упорност и трпеливост во остварување на своите композиции и замисли. Реално кажано, таа има и пошироко општо образование и поголеми познавања од областа на уметноста, а посебно од резбарството, со што им се остваруваат пошироки и посестрани визури во откривање на недопрените уметнички простори и предизвици за изразување и реализација на своите имагинативни мечтања и фантазии и нивното транспонирање и обликување во дрвото. При тоа, со гордост и задоволство нагласено истакнуваат дека ги користат искуствата, достигањата и врвните дострели на старите резбарски мајстори, што се тренозначни мединици и факели за нивното насочување во тајните на резбарската уметност, а и патоказ за нуркање во откривање на непознатите мистерии и таинствености на резбарската уметност, проследени со видлив творечки напор да се оформи и изрази посебен, специфичен, автентичен и автотон уметнички израз на стилски, содржински и естетски вредности, што би ја збогатиле македонската резбарска уметност и би се вградиле како интегрален и неразделен дел на сеопштиот национален културен корпус. Токму благодарение на тајфа искусни уметници и учесници на колонијата, манастирот Свети Јоаким Осоговски може да се пофали со богат и квалитетен иконостас во резба, кој е најдобриот дел бисер на светилиштето. Иконостасот во длабока и автентична македонска резба е дело на 3-годишен труд, умешност и искуство на најпознатите денешни копаничари, која краси манастирската црква Свети Јоаким Осоговски. По цели 10 века, еден од најпрочвените манастири Свети Јоаким Осоговски доби импозантен и уникатен резбан иконостас, дело на најпознатите и најискусни македонски копаничари, кои ја продолжуваат традицијата на Дебарско-Охридската школа, мајсторската тајфа од 6 докажани резбари, познати по своите иконостаси во земјава и низ светот. Токму во Осоговскиот манастир создадоа Библија во дрво, уградувајќи ги својата дарба, умешност и искуство во овој грандиозен проект. Копаничарската екипа, составена од протомајсторите Злате Крстевски, Мирко Гашпарец и Никола Прчков, магистрите по резбарство Јане Крстевски и Никола Михајловски од Битола, како и криофаланечкиот копаничар Раде Костовски, цели 3 години работеше на импозантната иконостасна композиција. Новиот иконостас со помош на мајсторите дограмаџи и Ѓори и Бато беше монтиран, а се постави електрична инсталација. Горди сме што Осоговскиот манастир конечно доби резбан иконостас затоа што го заслужува тоа, како духовно и културно светилиште кој обстанува веќе 10 века. Тој представува уникатна иконостасна галерија со маркантни димензии, со должина од 11 метри и висина од 3,4 метри, или заедно со распетието 5,4 метри. Изработен е во првокласно оревово дрво со над 500 составни дела со вкупна изрезбана површина поголема од 64 квадратни метри и во сите техники на македонското копаничарство. Во него се содржани разнообразни стилско-жанровски теми и е внесена символиката на Стариот и Новиот Завет, библиски мотиви и сцени, исполнете со символи кои од антиката до денес ги сретнуваме кај сите иконостаси во Македонија. Новото дело всушност е својвиден национален и монументален репрезент не само за манастирот и за градот, туку и за целата држава.
Македонија и ден денес представува богата ризница со споменици работени во резба и покрај големите грабежи, уништување и разурнување на нашите цркви и манастири низ вековите. Патеписците кои поминувале низ Македонија забележале дека со товари се изнесували икони, стари ракописи, книги, царски двери во резба, па дури и манастирски врати поради дивните културно-историски вредности. Сето тоа е веќе неповратно и за жал, наместо тие да се наоѓаат во нашите витрини, трезори, цркви и манастири, тие со својот сјај и содржина ги украсуваат тугите музеи и галерии на соседните и подалечните земји. Но сепак, Македонија е најбогата со резбарски дела, создадени континуирано низ вековите за да го достигне својот зенит во првата половина на 19. век. Со надеж дека и преку колонијата даваат одличен придонес, овие мајстори и младите ентузијасти ги изложуваа своите дела од собирот традиционално во домот на Арама.